Добар ден, почитувани гледачи, го следите дневникот на К3 телевизија. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска одржа пресконференција на улицата Народна револуција. Го повика агроначалникот на Куманово да ги решава комуналните проблеми на кумановци и го праша што е поважно, безбедноста на кумановци или шарената револуција, со кое што, како објаснија, ја крие неговата неодговорност. На пресконференција што денеска ја одржаа представници на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово на улицата Народна револуција беше истакнато дека локалната власт наместо да се фокусира на решавање на комунални проблеми и потреби на граѓаните, учествува во протести со кои, како што беше потенцирано, се прават обиди за преземање на легално избрана власт. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово од улица Народна револуција ги известува лажните револуционери Дамјановски и Димитриевски дека зараснативе површини, ситниве депонии, асфалтни дупки и особено неодбележани пешачки премини не се шарена илузија произведена од новинарски камери и фотоапарати. Ниту пак некаква партиска герила преку ноќ ги однела тротоарите кои што некогаш постоеле, туку се шарен производ на шарени лаги на локалните власти и вдомени партиски послушници кои што неморално секојдневно одобруваат уништување и уништуваат државен имот. На улицата Народна револуција нема тротоари, нема пешачки премини, што допринесува за небезбедно одвивање на сообраќајот. Ваша одговорност за постојање на дупки на Народна револуција, за немањето на тротоари, непостојање на пешачки премини и небезбедното одвивање на сообраќајот во кој што секојдневно учествуваат илјадници граѓани на Куманово и околината. Дамјановски и Димитриевски. Јавна тајна е дека вие лично и членовите на Општинска организација на СДСМ во Куманово најмногу се срамите да протестирате за наводен недостаток на демократија, бидејќи на легални и легитимни избори ви беше доверено управување на општината, составот и контролата врз општинската администрација. Од Општинскиот комитет праша зошто досега не се преземени мерки за решавање на комуналните проблеми на кумановци и за нив велат нејасна е потребата да се маршира и да се водат шарени револуции во интерес на други, а не на граѓаните. И жителите од оваа улица бараат титно решавање на бројните проблеми на Народна револуција. За овие години што е цицна власт, опште за ништо га не интересира да направи на град Куманово. И ово е срамота што се прави вандализам у Скопје, или тоа е све од наши леѓа одбивано. Не смо безбедни, зашто? 2 пута мене со кола бутале. Не су луѓе криви, нема третора, идеш. На што личи овој? Одонуда лани 2 змија искача. Зашто? Зашто го зема тој плато? Улицата Народна револуција е една од најфреквентните во градот. Откако Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН излезе на пресконференција, веднаш потоа се обрати граначалникот Зоран Дамјановски во врска со критиката дека не се грижи доволно за локалните и комуналните проблеми во градот. Куманово во моментот се градат над 5 километра улици што асфалтирање, реконструкција, бекатонски плочи, тротоари, мали пролази и така натаму, се оно што е дел од развојната програма. Оно што денеска беше тема, Народна револуција на потегот со конекција со пат за село Пчиња, имаме оштетување на патната инфраструктура. Меѓутоа, во овој период работиме на повеќе проекти, како што кажа, у момент се работат 7 паралелни проекти, а крпењето на ударните дупки е застанато поради некои технички проблеми на изведувачот, кој во моментот изведува работи на санација, реконструкција, тоа се 2 фирми на 2 зони поделени и работат паралелно, како што е и дело за бекатонските тротоари, малите пролази и така натаму. 2 сообраќајни несреќи се случиле во изминатите 24 часа на територијата на општина Куманово, а 2 лица поминале со полесни телесни повреди. 2 сообраќајни несреќи се случиле во изминатите 24 часа на територија на општина Куманово, а во двете има 2 лица со полесни телесни повреди. Во првата возач од Кумановската населба железничка станица се здобил со полесни телесни повреди, откако вчера излетал од патот во населеното место во кое што живеел. Управувајќи го своето помошно моторно возило марка Шкода со кумановски регистарски ознаки, скршнал од патот и влетал во мала провалија, но за среќа не се здобил со сериозни повреди. Во втората
сообраќајна незгода која се случила пред самиот влез на општа болница Куманово. Полесно е повреден велосипедист откако во него удрил автомобил. Истиот завршил на преглед во хируршкото оделение на болницата и за двата случаја полицијата извршила увид. До 30 јуни истекува рокот за пријавување за субвенции за земјоделско и сточарско производство, информираат од подрачната канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Крива Паланка. Оттаму апелираат барателите своите апликации да ги поднесуваат навремено, а за дополнителни совети да се обратат до стручните лица. Во тек е аплицирањето за директни плаќања за 2016, односно субвенции по основ на земјоделско и сточарско производство. Информираат од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Од Крива Паланка и Ранковце се очекува за оваа мерка да аплицираат околу 1300 земјоделски стопанства. Информира Владко Ристовски, советник од агенцијата. Во тек е поднесување на барања за директни плаќања за 2016 година од програмата за финансиска поддршка на земјоделството или популарната мерка за субвенции, каде што сите земјоделски стопанства кои што ги исполнуваат минимум критериумите по единица површина или по грла добиток може да аплицираат по некои од мерките кои што се субвенционираат. По оваа мерка очекуваме од општините Крива Паланка и Ранковце да аплицираат околу 1300 баратели, односно околу 1300 земјоделски стопанства. Новитет е што земјоделците може да аплицираат самостојно по електронски пат на веб страната на агенцијата, а за дополнителна помош и совети може да се обратат до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или до стручните канцеларии на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во Крива Паланка секој работен ден или секој вторник во Ранковце. Новитет оваа година е што секој земјоделско стопанство, односно секој барател може сам да си поднесе барање преку електронското барање или кое што се наоѓа на веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Па би ги повикал сите земјоделци кои што им треба помош за аплицирање преку ова електронско барање да се обратат до податачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Крива Паланка или до кај нас во Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството или за сите земјоделци од општина Ранковце помош за аплицирање на електронското барање за директни плаќања за 2016 година може да побараат во стручната канцеларија на Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во општина Ранковце секој вторник. Оваа година за земјоделски субвенции се обезбедени околу 150 милиони евра. Основното училиште Кочо Рацин учествуваше на неколку надпревари по географија, математика и англиски јазик и забележа врни резултати, а освоените први места им овозможи на учениците да се надпреваруваат на државните надпревари. Меѓу нив е и надпреварот по математика со влез за учество на јуниорска математичка олимпијада и по англиски јазик, каде Милан Доновиќ заминува на финалниот надпревар во Лидо Ди Есоло. По врвниот пласман на регионален надпревар по географија, учениците, менторите од основното училиште Кочо Рацин од Куманово го потврдија својот успех и на државниот надпревар одржан на 6 мај во Скопје. Ученичката Мери Димитриевска го освои 3-то место, Маринела Петковска 4-то место, прва награда под менторство на професорот Зоран Јаневски. Ученичката Катерина Димковска од подрачното училиште Кочо Рацин од селото Орашац ја освои 4-та награда под менторство на професорката Афродита Петрушевиќ. 155 учесници имаше од сите градови и наше училиште беше представено со 2 ученика кои што претходно на регионален надпревар освоија прво и второ место, а на државен надпревар освоија високо 3-то место и исто така 4-то место, што е најголем успех до сега откако Куманово учества на овој државен надпревар. Задоволна сум во овој резултат затоа што работевме по долг временски период, вложевме многу труд и потрошевме многу време. Самата географија мене е многу интересна наука, ми представува големо задоволство што работев и со мојот професор. Многу сум задоволна затоа што тоа е огромен успех за мене прво, потоа за наставникот и за училиштето. Напорно работевме и трудот се исплати.
Сара Конин и Милан Тодоровиќ се пласираа на јуниорската математичка олимпијада која ќе се одржи на 28 мај во Скопје, со големи можности да влезат во тимот кој ќе оди на Балканската олимпијада. Ние ова година имаме солидни резултати по математиката, како нашето основно училиште, така можам, согледувајќи ги резултатите во државата, и нашиот град ги зазема една од првите места на државниот натпревар по математика. Постигањето на прво место во државата, тоа за мен огромен успех и исто така успеав да се пласирам за јуниорска македонска математичка олимпијада. Ако освојам и таму некоја медалја или се пласирам, можам да одам на Балканската олимпијада. Напорно работевме со мојот ментор Јасмина Петрушевска, професор по математика, и по долго подготвување се спремивме и направивме солидни резултати на државниот натпревар. Милан Доновиќ под менторство на Лидија Танасовска по англиски јазик на меѓународен надпревар ХИПО 2016 влезе во финали заедно со 14 учесници од Македонија, ќе учествуваат на финалниот надпревар во Лидо Диасоло со 10 земји од Европа, кој ќе се одржи на 15 мај. Најновата поставка на слики која имаат можност да ја посетат сите љубители на уметноста во Националната установа Трајко Прокопиев е на авторката Марија Величковска, насловена како Импресии. Величковска досега учествувала на повеќе самостојни и групни изложби во земјава, а Импресии ќе биде поставена до 20 мај. Импресија насловот на најновата поставка на слики која е изложена во Центарот за култура Трајко Прокопиев во подпис на Марија Величковска. Карактеристично за творештвото на Величковска е квадратната симбиоза, мали излози кои што формираат композиција на принципот слика во слика. 20 дела се работени во маслена техника, а композициите се работени во периодот од 2011 година. Кумановската публика вечерва ќе има можност да ја проследи ова изложба која што има 20 слики кои што се работени во маслена техника. Инаку тоа е всушност апстрактни, композиции во кои што јас истражувам веќе од 2011 година, кога прави изложба овде. Ова ми е 6-та поред самостојна изложба, така да се уште истражувам во сферите на апстрактната, а со некоја импресионистичка нота, потези на четка, колорит и така. Величковска вели дека секојдневните случувања за неа се мотив да слика, а секој ден е нова импресија. Од секојдневието, од обичните настани, секој ден е за мене една нова импресија, секој сликарско платно за мене е предизвик за да започнам слика. Никогаш немам концепт како ќе ја почнам, меѓутоа таа сама по себе се надградува сосема спонтано. Изложбата Импресија уникатна и специфична, што самите дела оставаат простор за размислување, вели една посетителка. Изложбата мислам дека е многу уникатна, колоритот специфичен и самите текстови исто даваат простор за размислување за некоја подлабока тема, односно подлабока позадина. Не е тоа само параванот кој што го гледаме дводимензионален, туку дава една нова димензија на самите дела. Марија Величковска е родена 1974 година во Скопје. Средно уметничко училиште завршила во Скопје одсек применето сликарство. Дипломирала на факултетот за ликовни уметности во класата на професор доктор Родолјуб Анастасов. Специјалниот пратеник на Германија за Македонија Јоханес Хајндел, кој предстојува во дводневна посета на земјава, денеска разговараше со представниците на партиите подписнички на договорот од Пржино. Германскиот специјален пратеник и амбасадор Јоханес Хајндел ја комплетира дводневната мисија во земјава. Денеска се сретна со лидерите на СДСМ, ДУИ и ДПА. Заев и гостинот разговарале за модалитетите за свикување на собранието и одложување на изборите, како и начинот за поништување на одлуката на Ѓорѓе Иванов за аболиција. Ахмети рече дека предлогот за поднесување иницијатива за повторно свикување на собранието и одложување на изборите закажани за 5 јуни го презентирал пред германскиот дипломат како решение за излез од актуелната политичка ситуација.
Договорот од пржино е мртов, време е за нов, изјави Тачи. Иницијативата на Ахмети ја оцени како лош маркетиншки трик. Рече дека решение за повторно свикување на собранието може да се најде ако има силна политичка волја. Германскиот специјален пратеник и амбасадор вчера разговараше и со министерот за надворешни работи Поповски и со председателот на ВМРО ДПМН Никола Горевски, кој порача дека граѓаните барат што поскоро да се врати сигурноста во земјата. Освен со македонските политичари, имаше средби и со странските амбасадори во земјава. Се очекува со конкретни решенија повторно да се врати во Скопје идната недела. Хајндел неудомна беше именуван од страна на германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер за специјален пратеник на Берлин кој ќе работи заедно со Европската унија и САД и ќе помага при решавање на кризата во Македонија. Сегашниот прв човек во Министерството за надворешни работи Никола Поповски ќе биде носителот на кандидатската листа на ВМРО ДПМН за избор на единица 2, каде се наоѓа и Куманово како најголема општина во Република Македонија. Сегашниот прв човек во Министерството за надворешни работи Никола Поповски ќе биде носител на кандидатската листа на ВМРО ДПМН за избор на единица 2, каде се наоѓа и Куманово, како најголема општина во Република Македонија. Веднаш за него на листата се наоѓа аболицираниот спикер Трајко Велјановски, а во друштво на Владанка Авировиќ, како и Иван Стоилковиќ, Амди Бајрам и Авдија Пепиќ, како дел од представниците на етничките партии во коалиција на ВМРО ДПМН. Гордана Јанкуловска во изминатите избори беше носител на кандидатската листа во втората изборна единица, но на овие избори нема да се најде на листата пратеници на ВМРО ДПМН. Зачестените случаи на корупција ја потикнаа делегацијата на Европската унија во Албанија уште еднаш да упати апел до албанскиот политички врв, што поитно да донесат реформи во правосудството. 10 турски војници загинаа во судирите со бунтовниците од Курдската работничка партија. Американската крајбрежна стража соопшти за ново истекување во Мексиканскиот залив. 88.200 галони нафта, што е околу 334 тони, се истечени од нафтовод на Shell. Ова се вестите од светот. Зачестените случаи на корупција ја потикнаа делегацијата на Европската унија во Албанија уште еднаш да упати апел до албанскиот политички врв, што поитно да се донесат реформите во правосудството. Кога една земја почнува преговори за членство, борбата против корупцијата е едно од прашањето кое треба да се третира. Тоа исто така и причина поради што комесарот Јоханес Хан изјави дека е многу значајно излегувањето на реформите во правосудството да се случи пред лето, за да може Европската комисија да даде позитивна препорака за проширување на есен, изјави Јан Рудолф од делегацијата на Европската унија во Тирана. 10 турски војници загинаа во судир со бунтовниците од Курдската работничка партија и во уривањето на воен хеликоптер кој следеше потоа во округот Хакари во југоисточна Турција, соопшти турската армија. Во соопштението се прецизира дека во судирите со борците од Курдската работничка партија доцна синоќа биле убиени 8 војници. Во судирите има и ранети војници. Воен хеликоптер испратен подоцна во регионот се урнал поради техничка неисправност, при што загинале 2 пилоти. Во судирите во Хакари се убиени 6 борци од Курдската работничка партија. Американската крајбрежна стража соопшти за ново истекување во Мексиканскиот залив 88.200 галони нафта, што е околу 334 тони, се истечени од нафтовод на Shell. Дамките се забележени на околу 150 километри од брегот на сојузната држава Луизијана, пренесоа американските медиуми, цитирани од светските агенции. Представник на крајбрежната стража изјави дека истекувањето е средено и ќе бидат испратени екипи за чистење. За хаваријата е соопштено вчера, откако случајот се истражува. Истекувањето станало од нафтовод што поврзува 4 нафтени бунари со платформа на Shell и е формирана дамка што е долга километри. Нема податоци за настраданите. Компанијата Shell Offshore го пријавила истекот и изјавила дека сопрела со вадење нафта од изворите. Во спортскиот центар Соколана се одржа државното првенство во атлетика за основните училишта, на кој учество зедоа голем број на надпреварувачи. Организатор на манифестацијата е Федерацијата на училишен спорт на Македонија.
Куманово за моште кратко време повторно е домаќин на голема спортска манифестација. На терените на спортскиот центар Соколана се одржа државното првенство во атлетика на основните училишта, а на кое учествуваат над 300 ученици. Претседателот на Федерацијата на училишниот спорт на Македонија, Алесандра Туфекџиски, е импресиониран од бројката на учесници и добрата организација на Куманово. Традиционално гледано, Куманово е константно домаќин на овие државни првенства, бидејќи има посебна атлетска патека која е исклучително прилагодена за училишни потреби и за училишниот спорт. Така да, јас како председател на Федерацијата, навистина оваа фрапантна бројка од 330 ученици, скоро од сите градови во Македонија што е тука дојдено, само нас ни дава, како да кажам, една огромна надеж дека навистина спортот во Македонија има иднина со овие млади ученици кои што во атлетика толку многу се вклучени, автоматски можеме да очекуваме дека атлетиката навистина е на една позитивна патека за развој на тој спорт. Јас како председател уште еднаш ќе кажам, носам печатоци и ова дава надеж за сите нас, не само за учениците и ова, него и за сите колеги кои што се професори и наставници по физичко инволвирани најмногу во овој систем. Председателот на училишниот спорт на Куманово Ивица Ѓоргиевски истакна дека ова напреварување значајно придонесува за афирмација на Куманово на спортско поле. Учествуваат над 20 града, односно 48 училишта, значи тоа е фрапантна бројка која што кажа професорот ни дава надеж дека атлетиката ќе заживее секаде во Македонија. Во ова прилика би сакал да кажам дека успешноста на дел од атлетските надпревари што се одржуваа минатата година и предмината и задоволството на атлетичарите од тие надпревари, значи ги доведе во Куманово повторно да се дружат со нашите спортисти. Во секој случај, Куманово не само овој пат, туку и многу години наназад беше успешен организатор на врвни спортски манифестации, па да веруваме дека така ќе биде и во наредните години. Во кошаркарската Евролига на програмата се полуфиналните мечеви во кои за пласман во финалето ќе се борат Фенербахче, ЦСКА, Лаборал Куќа и Локомотив. Македонскиот кошаркарски ас Перо Антич ќе се обиде по трет пат во кариерата да ја освои титулата. Ова би требало да биде едно од најинтересните завршни турнири на 4 најдобри тима во Евролигата. За тоа кој ќе биде новиот европски шампион и за шансите на екипите, побаравме мислење од поранешниот кошаркар на Куманово и актуелен тренер на КК Михайловски, Саша Дејановиќ. Па да, на овој Final Four се најдуваат 4 екипи, 2 екипи ЦСКА и Фенербахче заслужено уште пред самиот почеток на оваа сезона беа како фаворити за овој завршен турнир и 2 екипи кои од втор план влегува во оваа завршница. Првиот меч денеска помеѓу ЦСКА и Локомотива, апсолутна предност во овој меч е на страна на екипата на ЦСКА, бидејќи и во ростер на играчи е поквалитетна од екипата на Локомотив. Меѓутоа, не треба да се заборави дека екипата на Локомотив и во групната фаза и во топ 16 беше на самиот врв меѓу прво и второ место и тоа го докаже и со во четвртфинале против Барселона, што апсолутно заслужено ја испрли од Final Four. Второто полуфинале Фенербахче Лаборал Куќа. Второто полуфинале и во ова второ полуфинале мислам дека Фенербахче е апсолутен фаворит. Меѓутоа, како што кажав за Локомотив, така и за КХ Лаборал, исто екипа која во четвртфинале со 3-0 ја испрли екипата Олимпијакос. Панатенаикос. Да, Панатенаикос, извинувам, не треба значи да се поценува таа екипа. Меѓутоа, и во двата надпревари апсолутни фаворити, мислам дека финалето треба по секои параметри да биде помеѓу ЦСКА и Фенербахче. Доколку се случи тоа да биде финале ЦСКА Фенербахче, според тебе кој ќе биде новиот европски шампион? Доколку се случи да дојдат тие две екипи во финалето, мислам дека од моја страна екипата на ЦСКА е по квалитет. Значи има
пополнета на сите позиции по 2 играчи. Македонскиот ас Перо Антич ќе се обиде со екипата на Фенербахче да стаса до својата трета европска титула во кариерата. Турскиот фудбалски великан Бешикташ за следната сезона најавува формирање на силна екипа за Лигата на шампиони. Ова се и преостанатите вести од меѓународната спортска сцена. Бешикташ има големи планови следната сезона да формира силна екипа. Според најавите во турските медиуми, собственикот летово сака во своите редови да ги донесе Ариен Робен, Фернандо Торес и Радамил Фалкао. Тимот од Истанбул е пред освојување на шампионската титула во Турција, зашто им е доволен само еден бод во последните 2 кола. Следен чекор на Бешикташ ќе биде да направи респектабилен тим за Лигата на шампиони. Првиот човек на клубот, Ердал, веќе е во Амстердам, каде преговара со таткото на Робен, додека се очекува полесно да се реализира трансферот на шпанецот Фернандо Торес, на кого на крајот од сезонова му истекува договорот со Милан, чии член е официјално. Според најавите, пред реализација е и трансферот на Фалкао од Монако, за којот Бешикташ се подготвени да одвојат голема сума на пари. Премиер лигашот Вест Хем планира да доведе квалитетни засилувања после завршувањето на оваа сезона, а раководството на клубот е подготвено да понуди 30 милиони евра за напаѓачот на Лион Александре Лаказет. Тимот на Славен Билич има одлична сезона пред себе и сигурно е дека екипата ќе сака да направи сензација следната сезона во Премиер лигата, нешто што му се успеа на Лестер. Францускиот напаѓач има одлична сезона зад себе, со постигнати 23 голови на вкупно 42 напревари, а за него интерес постои Ливерпул, Ньюкасл, Атлетико Мадрид, Челси, Арсенал и победник во целата ситуација би можел да биде токму Вест Хем. Чеканите се наоѓаат во 6-та позиција на табелата во Премиер лигата со идеални шанси да обезбедат квалификации во Лигата на Европа. Еден од најталентираните фудбалери на денешницата, Осман Дембеле, и официјално нов играч на Бундеслигашот Борусија Дортмунд, со кого подпиша 5-годишен договор. За него голем интерес покажува и Манчестер Сити, Бајер Мюнхен и Барселона, но Дембеле процени дека ангажман во Борусија Дортмунд ќе биде неговата најправилна одлука во кариерата. Тој оваа сезона експлодираше во дресот на Рен и на 25 првенствени напревари, постигна 12 голови и сигурно ќе биде големо засилување на тимот од Дортмунд. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, во западните делови променливо облачно, попладне со услови за краткотраен локален дожд. Еве какво време ќе има македонскиот североисток. Тоа беше се што подготвивме за овој информативен блок. Довидување.